Како и кога станува збор за родово базираното насилство во реалниот свет, така и во дигиталниот свет, апсолутно патриархалното уредување на самото општество, патриархалните норми и така како влијаат и препознавањето и пријавувањето понатаму пред се на дигиталното родово базирано насилство, самото воспитување од најмала возраст во општеството на тоа да го игнорираме насилството за истото да помине, да го игнорираме насилникот за да престане со вршење на насилството или пак на романтизирање уште пострашно на самото насилство, доведува до тоа да особено девојчињата не го препознаваат доволно како форма на насилство, дигиталното родово базирано насилство, меѓутоа и влијае на самото пријавување, односно на замолчување на жртвата и на некој начин охрабрување на насилникот да продолжи со насилството. Она што е позитивна промена во последниве години е тоа што кај младите генерации особено, се повеќе препознаваат родово базирано насилство во дигиталниот свет, бидејќи тоа е нивниот реален свет во последниве години. Но она што е поразително е дека пак и по старите генерации, она што беше родово базирано насилство во реалниот свет, има само свој континуитет на социјалните мрежи во последните години, особено кога станува збор за ширење на родово базираниот говор на мрз.